Драги сограѓани, почитувана јавност, представници на медиумите, ви благодарам што сте на оваа прва пресконференција од вториот круг. Ние сме многу задоволни што сме тука и ви благодарам за вашето присуство и пред да започнам со некои други работи би сакал да се осврнам и да искоментирам една фактичка состојба за вториот круг која е без преседан досега во Република Македонија и токму затоа ви се заблагодарувам што вие како представници на медиумите сте денеска во волкав број тука. Тоа навистина ми значи затоа што институциите кои се под политичка контрола како АВМУ направија преседан кој ќе биде нешто што ќе се навраќаме понатаму во политичкиот дискурс години и години понатаму, затоа што ова што се случи е всушност недемократски чин и јас најмалку се осврнував на тоа во првата кампања, но сега веќе кога сме во вториот круг и кога јас лично настапувам како еден против кандидатот на владата, тогаш веќе дискрепанцата која се појавува, тоест дека еден кандидат само ќе има билборди, политичко платено рекламирање, присуство на радија и на портали, додека вториот кандидат во главниот град, во Скопје, кој доби поддршка од скопјани за да влезе во вториот круг, тој во овој случај, нели, јас нема да добие таков простор, така да тоа е силен аларм за демократијата во македонското општество и веројатно и ќе биде нотирано понатаму во извештаите, затоа што ние секогаш кога дискутираме за работите забораваме дека ние како држава која има прокламирани влади кои одат кон прогресот, кон Европската унија, чии прогрес бара реформи во одредени полиња на општеството, тоа е скандалозно и ќе биде запечатено во нивните извештаи. И од овде се поставува и прашањето за избор на овие избори кои ќе го имаат скопјани, а тоа е изборот за демократизација всушност на нашето општество, затоа што моментално сме во услови на апсолутна власт на ВМРО ДПМН, Влен и Знам. Значи, еве, веќе година дена живееме во такво сценарио и работите се влошуваат, авторитарноста на режимот станува се поочигледна, така да и чин на демократизирање на општеството ќе биде доколку градската власт не им припадне на оние кои сметаат дека откако ќе ја добијат ќе имаат целосна моќ и тотална репресија за да го починат јавниот интерес потполно под приватниот интерес. Заради ова ние стремиме на победа во овој втор круг. Сметаме дека она кое се деси во првиот круг, тоест пукнатините кои ги видовме на дуополот на ВМРО ДПМН и СДСМ, тие се сега веќе очигледни за цела јавност да ги види, за цела Македонија да ги види, а не само граѓаните на Скопје, дека едноставно не ни е преодредено за секогаш да ги имаме истите партии. Мислам дека овој мој влез во вториот круг ќе отвори една нова етапа во политичката култура на Република Македонија, затоа што сега граѓаните на Скопје имаат избор помеѓу стариот систем, кој го истроши градот, кој 30 години, кој знаеме предвидливи резултати имаме за тој систем, знаеме што ќе добиеме, и едноставно една нова визија која допрва треба да изградиме, која нема врски со бизнисот во Република Македонија, кој вие знаете сите дека е четвртиот столб на власта во Република Македонија, има политичка мок подеднакво и како екзекутивата, јас би рекол. Што се однесува на овие политички околности, јас би потсетил дека сега живееме нови политички околности. Пред да влезам во првиот круг имавме едни политички околности, каде што и влезот на левица во вториот круг не беше загарантиран, ние не влеговме како фаворити за влез во вториот круг, ние апсолутно влеговме како некој што допрва треба да ја добие поддршката на скопјани за да добие легитимитет да ги представува нивните интереси во вториот круг, и еве сме, и ова означува нови политички околности. Сега во овие нови политички околности тоа подразбира и дека мојата евентуална победа во Советот на град Скопје не би требала да дојде до проблеми, затоа што во првиот круг јас имам неколку пати нагласено дека јас сум спремен да соработувам со централната власт на сите проекти во интерес на град Скопје. Јас немам намера, ако се служиме со примерот од минатиот мандат со градоначалничката во заминување Данела Арсовска, јас ќе ве потсетам дека тоа не е сценарио, тоа е сценарио кој се однесува на победите на ВМРО ДПМН. Тоа беше нивен кандидат и
нивниот раскол се случи затоа што Даниел Арсовски и Мицковски влегоа во таква лична борба која беше толку очигледна, која не се однесуваше на 600.000 скопјани кои беа едноставно исклучени од процесите на одлучување точно ради личен раскол помеѓу еден кандидат кој беше поддржан од еден председател во една симбиоза, така да во овој случај јас немам побуди за суета и да се надпреварувам политички со некој, не сакам да добивам политички поени од позицијата на градоначалник. Напротив, ние имаме идеја дека градот треба да профункционира, затоа и уште сега јас сум спремен да соработувам со сите советнички групи во Советот кога ќе настапи мандатот и мислам дека овој пат ќе биде поразлично затоа што скопјани веќе видоа како е 4 години да не функционира Совет и мислам дека сега скопјани се и разбудени за улогата на Советот и дека едноставно ќе ја следат работата на Советот, што значи дека потенцијални блокади повторни ќе бидат многу политички, ќе имаат голем политички трошок за тој што ќе ги прави. А јас уште сега ве уверувам дека левица нема идеја да го блокира град Скопје, дури и во случај да не ја добиеме поддршката затоа што мојот против кандидат се понаша како да добил божји мандат, а не граѓански мандат, па веќе во првиот круг се прогласи за победник, ние и да не добиеме, ние сакаме да бидеме конструктивни за овој град. И тоа е целата порака на оваа кампања. Оваа кампања не се однесува на мене, ова е позиција на политичка волја. Градоначалникот нема да излезе со лопати да ги пополни дупките и со метли да ги исчисти улиците. Градоначалникот представува политичка волја која треба да биде отворена, која треба да биде проактивна, која не треба да биде деструктивна или да се однесува по приватни интереси. Така да во овој процес ќе бидат вклучени сите луѓе кои веќе постојат во нашите предпријатија, кои постојат во градската администрација. Тоа се луѓе кои се вешти во својата работа. Ние имаме крајно способни луѓе во градската администрација и во градските предпријатија, така да тие сите треба само да бидат ослободени од политички притисок и да бидат водени од некој што не мисли дека е најпаметен од сите скопјани, најдобар од сите скопјани. Јас не сум ни најпаметен, ни најдобар од сите скопјани, но сметам дека на тие скопјани кои се треба да им се пружи прилика да ги формираат околностите на нашето заедничко живење. Затоа што локалната политика се однесува на нашиот секојдневен живот, на нашите секојдневни проблеми. И верувам дека скопјани знаат како да си го уредат својот животен простор и своите животни околности. Затоа за крај ќе кажам дека повторно во овие 2 недели ќе одиме позитивно и проактивно. Ние сме среќни што конечно скопјани може да видат еден друг наратив. Нема веќе вие направивте, ние направивме. Има само еден јасен избор. Статус квото или промена која можеме сите да ја градиме. Во следните 2 недели ќе продолжиме со теренските активности кои ги имавме во првиот круг, затоа што тоа ни остана практично покрај забраната која начално ја добивме. Имавме фантастичен одзив на тие теренски активности, затоа ќе ги продолжиме, а доколку ја добиеме поддршката, градските власти никогаш нема да останат веќе отуѓени од граѓаните, туку тој контакт непосреден со нашите граѓани во нашите населби, во нашите општини ќе остане и понатаму реално за градските власти. Дали имате прашање? Очекувате ли поддршка од некои од другите политички чинители во вториот круг и подготвени ли сте за преговори во насока? Вака, сега ќе искоментирам неколку работи, очекувам првично од сите здраворазумни скопјани и сите кои се колеба и беа на работ дали да излезат да гласаат или да не гласаат во првиот круг, затоа што нивната резигнација кон политиката е разбирлива, затоа што секогаш го имаме статус квото како избор на секои 4 години, но овој пат веќе не е така. Ние ги живееме првите денови каде што ВМРО, ДПМН и СДСМ не се најголемите политички фактори, така да мислам дека тоа ќе охрабри голем број на граѓани кои беа на работ да излезат во првиот круг и да го дадат својот глас за нова опција и сега ова се веќе тие нови политички околности за кои зборував претходно и ќе видиме што ќе се случи. Ги повикувам по свое уверување и по тоа што мислам дека е правилно да го дадат својот глас. Понатаму морам и да ги поздравам независните листи кои влегоа во Советот на град Скопје. Зошто? Затоа што едноставно секое место и секој мандат кој нема да го добијат политичките партии кои досега владееле со нас и кои имаат спреги со бизнисот, тоа е за поздрав. Јас сум спремен да соработувам од прв ден со тие советници. Понатаму ги повикувам апсолутно на поддршка независните листи и имам еден коментар за гласачите на СДСМ. Нивната партија, иако јас нема што многу да грижам за нивната партија, едноставно таа гледаме дека се наоѓа во некој вид на политичка криза и јас
ќе нагласам за нивните гласачи, затоа што сметам дека таму има многу луѓе кои ја делат визијата која јас ја представувам, како и во многу други контингенти, така да ги повикувам луѓето кои ја поддржа господјата Каја Шукова во првиот круг да ме поддржат мене во вториот круг. Добро, господин Бециновиќ, бевте дел од Советот, многу точно знаете какви се работите внатре. Подадовте сега рака до сите советнички групи, меѓутоа при евентуална победа во вториот круг, стравувате ли дека Амар би можел да биде втор дел Данела поради состојбите, односно бројот на советници во Совет? Апсолутно. Па нормално дека стравувам. Стравувам затоа што и вие стравувате, и секој скопјанин стравува, затоа што тоа не била реалноста 4 години. Ама треба скопјани да направат еден јасен избор. Дали се за тие што не уценуваат дека доколку нивниот кандидат не победи дека ништо пак нема да функционира? Дали се за таа опција која не притиска во политички избор, или се за таа опција која од самиот прв ден вели дека е спремна да соработува? Спремна е да соработува. Ние во идеални услови би имале совет и мнозинство кога јас би сонувал, ама не е така. Ова е сега прилика едноставно да се демократизираат работите, во град Скопје да почне да има некоја комуникација и надежно дека централната власт ќе биде таа која ќе сака да соработува, затоа што град Скопје, доколку јас бидам градоначелник, ќе биде спремен да соработува. Едно прашање, до вас и до Орце Ѓорѓиевски беше испратена покана од страна на Канал 5 да се соочите во текот на следната недела на телевизиски дуел со Иван во вторник или среда. Како планирате да одговорите на оваа покана? Ви благодарам многу. Сега јас мислам, ви благодарам што ме информиравте за ова. Секако дека ние сме отворени за дебата, но покрај вашата покана, јас ќе кажам дека јас сум спремен и еве сега официјално ќе дадам една идеја, убава, која мислам дека на сите ќе им се допадне. Јас го повикувам Орце Ѓорѓиевски на дебата вон студиски простори, на која ќе имаат право сите медиуми национални и терестријални да присуствуваат со своји новинари, со повеќе новинари, со различни уреднички редакции. Еве јас одма давам предлог, една школка таму, помеѓу граѓаните, не со наместени мислам, не, се извинувам, чисто викам, не со контролирани услови, туку едноставно пред граѓаните, да се соочиме со сите телевизии, со сите граѓани и да можат граѓаните да изберат нашата опција, тоест опцијата која најмногу им се допаѓа.